Добар ден, почитувани ученици. Добре дојдовте во Училница на часот по хемија за 8 одделение. Јас сум наставник Андреева Ребека од Основното училиште Партенија Зографски, Скопје. На денешниот видеочас ќе ја обработиме следната лекција – реакции со вода. Цели на часот ќе ни бидат да се утврди реактивноста на металите и неметалите при реакции со вода, да се воочи разликата во брзините на реакциите во случај кога се користи ладна вода или загреана водена пареа и да се утврди кои се продукти на реакцијата во зависност од реактивноста на металот. Реактивноста на простите супстанции со вода е различна. Најчесто реакциите со вода течат бавно. Ако наместо вода како реактант се употреби загреана водена пареа, брзината на реакцијата значително ќе се зголеми. За да ја потврдиме оваа констатација, ќе разгледаме реакции на вода со металите магнезиум и бакар и неметалите јаглерод и сулфур. Прво, анализираме реакција на бакар и магнезиум со ладна вода. За таа цел ја следиме следнава приложена слика. На сликата забележуваме две идентични апаратури. Имаме лабораториска чашка, во која што на дното од чашката е поставена магнезиумова лента, и лабораториска чашка, на чие што дно е поставено парче бакарна фолија. Над магнезиумовата лента и бакарната фолија поставени се лабораториски инки, а над инката поставена е превртена епрувета. Двете чашки се наполнети со еднакво количество на вода. Даваме задача да се следи хемиска промена за временски период од 7 дена. По завршување на 7-миот ден, забележуваме дека само во првата чашка имаме знак дека дошло до хемиска промена, односно настанала хемиска реакција. Во втората чашка, каде што е потопена бакарната фолија, по 7 дена не се забележува никаков знак на хемиска промена, односно не настанала никаква хемиска реакција. Ако ја погледнеме повторно чашката во која што е потопена магнезиумовата лента, ќе забележиме дека за временски период од 7 дена бавно течела реакција помеѓу магнезиумовата лента и водата, при што, како продукт на реакцијата, се ослободува гас водород, кој што се собира во оваа превртена епрувета. Ако се земе епруветата и кон отворот на истата се доведе едно запалено дрвце, гасот кој што излегува од епруветата ќе се запали, а тоа е знак дека продукт на реакцијата помеѓу магнезиумовата лента и водата е гасот водород. Ако сега си зададеме цел да се следи реактивноста на јаглерод и на сулфур за временски период од 7 дена со ладна вода, во исто вака поставени две апаратури, по временски период од 7 дена, ќе забележиме дека нема никаков знак на хемиска промена, односно не настанала никаква реакција со вода, ниту кај јаглеродот, ниту со сулфурот. Од тука извлекуваме следен заклучок, дека ниту бакарот, ниту јаглеродот, ниту сулфурот не покажуваат реактивност со вода, за разлика од магнезиумот, кој што има бавна реакција со вода и како резултат на таа реакција, продукт на реакција кој што се ослободува е гасот водород. Ученици, јас на почетокот напоменав дека брзината на хемиската реакција може да се зголеми доколку наместо вода како реактант се употреби загреана водена паре. Оваа констатација ја потврдуваме анализирајќи го следниот пример. На сликата се забележува една хоризонтално поставена епрувета, каде што во внатрешноста на едниот крај е поставена азбестна волна натопена со вода, а во средината на епруветата е поставено
парче магнезиумова лента. Епруветата е затворена со една тапа низ која што излегува стаклена цевка. Ако кон епруветата се доведе топлина, водата која што е во азбестната волна, од топлината ќе премине во водена пареја. Водената пареја брзо ќе реагира со магнезиумовата лента, при што тече хемиска реакција, каде што реактантите се трошат, на крајот хемиската реакција се добиваат продукти, а тоа се бела прашкаста супстанција магнезиум оксид и гас водород кој што излегува преку оваа стаклена цевка во воздух. Ако кон отворот на цевката се донесе едно запалено дрвце, гасот кој што излегува ќе гори и тоа е потврда дека продукт освен магнезиум оксид на оваа реакција е и гасот водород кој што кога сме принеле запалено дрвце гори. Текстуалната равенка за оваа реакција е магнезиум плюс загреана водена пареја се добива магнезиум оксид и водород. Реактанти на оваа хемиска реакција се магнезиум и загреана водена пареја, а продукти се магнезиум оксид и водород. Ученици, постојат и други метали кои брзо реагираат со загреана вода. Пример е цинкот и железото. Ако сега анализираме каква е реактивноста на некои метали кои што имаат изразити метални својства, а тоа се металите од првата група во периодниот систем на елементи, ќе заклучиме следно, дека овие реактивни метали стапуваат во реакција со вода и како продукт на реакцијата се добива метален хидроксид и водород. Ако ги разгледаме двата реактивни метали, литиум и натриум, тие лесно реагираат со вода и при тоа продукти на реакција соодветно ќе бидат. Во првиот случај литиум плюс вода, продукт ќе биде литиум хидроксид и водород и натриум плюс вода, продукт ќе биде натриум хидроксид и водород. Литиумот и натриумот се многу реактивни метали и кога се изложени на воздух имаат лесни, запалливи и корозивни својства. Од овие причини, вака реактивните метали се чуваат во шишенца со нереактивни соединенија како што се нафтата и маслото. При изведување на експерименти треба да сме соодветно заштитени, да носиме заштитен мантил, заштитни наочари, заштитни ракавици и внимателно да ракуваме со лабораторискиот прибор. Со оваа порака го завршувам овој видео час. Ви благодарам на вниманието и ви посакувам убав